Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкасел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Се организира средцело од страна на Македонското културно-уметничко друштво од Ньюкасел Стив Наумов. И тоа во недела на 6 мај на денот Ѓурѓовден. Ова средцело ќе се одржи во игралишќето Меджик паркот со почеток во 10 сатот сабајлето до касно после пладне 4 сатот. Ќе има одлична музичка група од Сиднеј Деспина. Исто и нашата игрорна група Стив Наумов ќе настапи со сплетови под раководство на хореографот Добре Колевски. Влезот е бесплатен, сите сте добро дојдени. Наскоро најдобриот концерт во нашиот град Ньюкастел. Овој концерт ќе се одржи во нашата македонска сала и тоа во сабота на 2 јуни. Од нашата убава Македонија доаѓаат најдобрите: кралот на свирката Ферус, а со него Кристијан Кико Божинов и Ристевски победник на Гранд Звездите. Картите се $40 по лице за возрастни и за деца до 15 години $25. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073, кај Ристо Веловски на 0414 296 910 и кај Димче Андрески на 0402 523 977. За повеќе информации ќе најавиме во наредните програми. Сега одиме со најновите вести од Македонија. Иванов размени мислења за актуелната политичка состојба со Могерини. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска се сретна со Федерика Могерини, висок представник на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика и заменик председател на Европската комисија. Од кабинетот на Иванов соопштија дека на средбата биле разменати мислења за актуелна политичка состојба во Република Македонија, за процесот на европската интеграција, како и за клучните предизвици со кои се соочуваат регионот и Европската унија. Председателот Иванов ја поздравил обновената препорака на Европската комисија за отворање на пристапни преговори со Република Македонија, истакнувајќи дека деблокирање на интегративните процеси преку определување на датум за почеток на пристапните преговори позитивно ќе влијае врз реформите процеси и врз целата општествено-политичка состојба во нашата земја. Двајцата соговорници констатирале дека
доследното и заедничко придонесување во исполнувањето на реформските процеси од страна на сите чинители во државата ќе придонесе за Европската унија на Република Македонија. Председателот Иванов порачал дека позитивната препорака за отворање на пристапни преговори за Република Македонија и за Република Албанија има охрабувачко влијание за кредибилноста на Европската унија и перспективата на целиот регион. Имајќи ја во предвид позитивната реторика од страна на лидерите од земјите на регионот за напредокот на секоја од другите земји од Западен Балкан, Могерини истакнала дека за прв пат овој процес на проширување се фокусира на оригиналната идеја на Европската унија, а тоа е мирот. На средбата председателот Иванов и високиот представник на Европската унија Могерини разменале мислења и во однос на тековните разговори за прашањето за разликата околу името. Мицковски. Враќањето на позитивната препорака ќе помогне во подобрување на состојбите во државата. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски денеска се сретна со еврокомесарот Јоханес Јан за извештајот на Европската комисија кој се однесува на интеграцијскиот процес на Македонија. Мицковски истакна дека враќањето на позитивната препорака која претходната влада на ВМРО ДПМН ја добиваше од 2009 година и ја загуби како резултат на наметната политичка криза во последните 2 години, чии актери денес се дел од владата, заедно со препораките што се содржани во извештајот, треба да помогне на подобрување на состојбите и подигнување на критериумите во повеќе сфери во државата, стои во соопштението за средбата. Опозицијата додал Мицковски суштински го подобри квалитетот на реформските закони, со што докажа дека државните интереси ги става како основен приоритет, но и дека преостанува да се посвети внимание на нивна имплементација, нешто што зависи од самата влада. Мицковски истакна дека она што загрижува се состојбите со нотираната корупција во институциите, раководени од СДСМ, што се поклопува со извештаите што државата ја сместуваат во најкорумпирана во Европа, неефикасноста на институциите, бирократијата, нереформираниот судски систем, организираниот криминал и несигурноста на граѓаните. Јоханес Хан и Федерика Могерини во Скопје. Македонија може да биде пример за регионот. Тие кажуваат. Македонија може да биде лидер во регионот доколку има конкретна имплементација на реформите, порача еврокомесарот Хан, додека по извештајот на Европската комисија Хан вели препораката за почеток на преговорите со Европската унија е заслужена, но земјава мора да се фокусира на реформите во судството, јавната администрација и борбата со корупцијата. Премиерот Заев пак најавува уште подинамичен реформски процес за Македонија да добие датум за почеток на преговорите во јуни. Заев и Хан се оптимисти за брзо решение на спорот со името, но не открие што доколку проблемот не биде надминат во следните 2 месеци. Извештајот на Европската комисија Хан утрово и лично му го предаде на лидерот на ВМРО ДПМН. На ова средба Мицковски посочил дека опозиција ќе продолжи да го поддржува реформскиот процес, се додека тој не задира во државните и националните интереси. Опозицијата смета дека и покрај чистата препорака во извештајот, комисијата нотира голем број на забелешки. Хан оствари средба и спикерот Талат Џафери и со лидерот на ДУИ, Али Ахмети. Според нив, препораката за почеток на преговорите со Унијата е заеднички успех на сите граѓани и политички партии. Посетата на Македонија Хан ја закружи со средби со БЕСА и Алијансата за албанците кои сметат дека земјава треба да се фокусира на решавање на спорот за името пред останатите домашни задачи. Косијас, Македонија нема да влезе во НАТО во јули. Нема време за решение на спорот со името. Македонија нема да стане членка на НАТО за време на престојниот самит, закажан за во јуни, бидејќи нема доволно време, вели министерот за надворешни работи на Грција Никос Косијас,
во интервју на грчкото радио 24/7, објаснувајќи ги следните чекори кои треба да ги преземе македонската влада за да стигне до посакуваната позиција. Косијас вели дека целата работа би требало да се заврши најрано на есен. Тие сакат да распишат референдум. За референдум во земјата пријател на север потребна ни се 2 месеци. Само за референдумот ќе дојде јуни, а откако ќе се заврши со референдумот, договорот ќе треба да оди во собранието, а и за тоа треба половина месец или 1 месец. Откако ќе стигне во собранието, ќе треба да се направат уставни измени. За да имаме договор, ќе треба да се согласиме за уставни промени, што значи ќе стигне есен, објасни шефот на грчката дипломатија. Грчкото МХР, пак оценувајќи го позитивниот извештај на Европската комисија за напредок на нашата земја, соопшти дека треба да се разјасни дека одлуките не ги носи комисијата, туку Советот на Европската унија, каде Грција јасно ги има формулирано незините позиции. Унапредување на реформите и решавање на прашањето за името се главни предуслови за интеграција на Македонија во Европската унија. Безусловна препорака за почеток на преговорите за членство на Македонија во Европската унија денеска ја поздрави Бугарија како актуелен преседавач со унијата. Во соопштението на бугарското МХР се вели дека официјалната Софија целосно ги поддржува наводите на извештаите на Европската комисија, како и принципите евроинтеграција да се базира на сопствените заслуги, владењето на правото и доброто економско управување. Итноста за решение на спорот со името е диктирана од Европскиот ВОС, а во идеално сценарио до решение може да дојдеме во следните 2 до 3 месеци, порача министерот Димитров во интервју на францускиот весник Ла Кроа. 2 европски земји кои споделуваат еден географски регион треба да можат да најдат достоинствен начин кој ќе овозможи да се прави разлика меѓу нашата држава и регионот Македонија кој се наоѓа во Грција, без да се потврди идентитетот и достоинството на македонскиот народ. А сега, почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната "Домаќине добри гости ти дојдоја". На синот Тони и сната Катерина Николовски му честитаме новородениот син Роко, а на сестричината Ели и Електра убавото братче. Исто така на малиот му посакуваме се најубаво во нивниот понатамошен живот и брзо растење. Сето тоа од се срце го посакуваат таткото Пецо и мајката Трена Николовски. My
со песната Внуче на дедо Ангелче. На братот Тони и сната Катерина Николовски, од се срце му го честитаме новородениот син Роко, а на сестричките Ели и Електра, убавото братче. Исто на малиот му посакуваме се најубаво во неговиот понатамошен живот и брзо растење. Сето тоа го посакуваат сестрата Мирјана, зетот Џон, внукот Стивен со сопругата Иви и внуката Доен со сопругот Филипе, како и внуката Моника. Исто така честит испраќа и сестрата Кети, зетот Скот, внукот Джеки и внуката Челси, како и сестрата Елизабет, зетот Джереми и внуците Рајли и Хајде. Srce na dedo razigraj, lice na baba pogledaj, raskrini milo pobrzaj. Ajde vnuče pogugaj, srce na dedo razigraj, lice na baba pogledaj, raskrini milo pobrzaj. Vnuče na dedo angelče, radosna baba gruvače, sreća na tato golema, ljubovna mama beskrajna. Vnuče na dedo angelče, radosna baba gruvače, sreća na tato golema, ljubovna mama beskrajna. Nasmetka tebi podaram, život tebi продолжам. Kreni me dedo, kreni me, zemlji me babo, zemlji me. Nasmetka tebi podaram, život tebi продолжам. Vnuče na dedo angelče, radosna baba gruvače, sreća na tato golema, ljubovna mama beskrajna. Vnuče na dedo angelče, radosna baba gruvače, sreća na tato golema, ljubovna mama beskrajna. Napred zaigraj, šilno razigraj, dosova im do ime to, dole kada je čestito. Svirajte mi svirači, srca radost pomete, pari vi je zemajte, naša radost pamtete. Vnuče na dedo angelče, radosna baba gruvače, sreća na tato golema, ljubovna mama beskrajna. Vnuče na dedo angelče, radosna baba gruvače, sreća na tato golema, ljubovna mama beskrajna. Честито 50 годишнината во брак на Илија и Зои Груевски. Да му се множат годињето. Овие убави желби се испратени од неговата фамилија Груевски, како и од Macedonian Daike, дневната грижа во Ньюкастел.
se napijam bre, nemam skitam upuvam, nemojte ti svesti se, pamet gubiš bre. A ja staka živeja, taka ike produžam, nemoj neke dostaje, smiri duša stari kraj. Mene na dušičkava, ubavo mi doanja, ubavo ti doanja, utreba mamurna, mesto neki proanja. Ke pijam, ke lupuvam, ke povike teram svoj, mnogo se sadam, što sam tako kroj. Ke pijam, ke lupuvam, ke povike teram svoj, ti je njej ženi, život ode moj. Polna duša ta, ti si gole prekriva, ama ime radija. Vino to me pokreva, srce mi zaigruva, srce ti zaigruva, ama narod zvoruva. Gajne mi je narod, mene što me zvoruva, ama noce što ti je, lele Bože javolo, ti go se ima pameto. Ke pijam, ke lupuvam, ke povike teram svoj, mnogo se sagam, što sam tako kroj. Ke pijam, ke lupuvam, ke povike teram svoj, ti je njih ženi, život ode moj. Да ги проследиме уште една соопштенијата од Нјукастел и околината. Наскоро најдобриот концерт во нашиот град Нјукастел. Овој концерт ќе се одржи во нашата македонска сала и тоа во сабота на 2 јуни. Од нашата убава Македонија доаѓаат најдобрите: кралот на свирката Ферус, со него Христијан Кико Божинов и Ристе Ристевски, победник на Гран Звездите. Картите $40 за возрастни и за деца од 5 до 15 години $25. Деца испод 5 години влегуваат бесплатно. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073, кај Ристо Веловски на 0414 296 910 и кај Димче Андрески на 0402 523 977. За повеќе информации ќе најавиме во наредните програми. Се организира стрет село од страна на културно-методичкото друштво Стив Наумов од Нјукастел, и тоа во недела на 6 мај
на денот Ѓурѓовден. Ова стрецало ќе се одржи во нашето игралиште Magic Паркот со почеток во 10 сатот сабањето до касно после пладне 4 сатот. Ќе има одлична музичка група од Сиднеј, Деспина. Исто така нашата игрорна група Стив Наумов ќе настапи со неколку сплетови под раководство на кореографот Добре Колевски. Влезот е бесплатен, сите сте добро дојдени. za
Srce to mi plače, koga gledam slika, ognjište i pragot, voson od me vika. Srce to mi plače, koga gledam slika, ognjište i pragot, voson od me vika. Ognjište i pragot, voson od me vika. Nemoj da gledaš po očive moji, plaćam bez sozi za posleden pad. Ja bi ti go prostil drugi od, no ti ne zaslužuvaš, tebe ke te kazni vreme to. Vrati mi go srce to, ne si odiso nego, odi preko bez nego, nego davam zaludno. Vrati mi go srce to, nemam sozi bez nego, nema ljubav po nego, neke se zaludno. Vrati mi go srce to. Dosta me prašu, baš da li te sakam, zarem ti ne gledaš deka je kraj. Povtor pat jasne prostuvam, odi si zamiruvaj, samo zastani za mig i vrati mi go srce to, ne si odiso nego, odi preko bez nego, nego davam zaludno. Vrati mi go srce to,
Vratimi go srce to, ne si odi sobego, odi preko bez nego, nego davam zaludno. Vratimi go srce to, nemam sozi bez nego, nema ljubov nego, majke se zaludno. Vratimi go srce to. А сега да слушнеме едно убаво оро од Ферус, кој доаѓа овдека во нашата македонска сала во Ньюкастел на 2 јуни. Гајда оро. Haydi Peçalmari, haydi, digni noga. Oho. А сега, почитувани слушатели, да продолжиме со најновите вести од Македонија. Реформите и името се предуслови за интеграција на Скопје во Европската Унија. Реформите и решавање на прашањето за името се главните предуслови за интеграција на Европската Унија, а треба да биде јасно дека одлуките не ги носи Комисијата, туку Советот на Европската Унија, каде Грција јасно ги има
формулирано нејзините позиции, соопштуваат од грчкото МХР во однос на извештаите на Европската комисија за напредокот на Македонија. Во однос на поранешната Југословенска република Македонија, долг е патот што треба да го изоди за да го исполни јазот, создаден од назадувањето во последните години. Стабилноста и напредокот на земјата е од витален грчки интерес. Се нагласува дека ова е 7ми пат што оваа земја добива позитивна препорака од Европската комисија. Сепак, треба уште еднаш да се разјасни кон сите страни дека одлуките ги носи Советот, а не комисијата, каде Грција јасно ги има формулирано нејзините позиции, соопштуваат од грчкото МХР и додават дека унапредувањето на реформите и решавањето на името се главните предуслови за напредок на земјата кон Европската унија. Како што дојави дописничката на Мија од Атина, Грчкото министерство за надворешни работи во соопштението вели дека Грција го поддржува проширувањето на Европската унија, но земјите кандидати ќе треба да ги исполнат поставените услови. Како основни проблеми од европските регионален и грчки интерес за Западниот Балкан се значајниот напредок на диалогот меѓу Белград, Приштина, суштински и одржлив напредок на Албанија во однос на 5 клучни приоритети, како и важното унапредување на реформите во поранешна Југословенска република Македонија, кои Европската унија ги карактеризираше како итни. Исто така, решавањето на прашањето за името останува нераскинлив дел од поставените предуслови, пишува во соопштението од Министерството за надворешни работи на Грција, пренесе Мија. Сега нешто за здравјето. Руски рецепт против пушењето. Убијте ја желбата за цигари еднаш за секогаш. Хемискиот состав на цигарите е навистина сложен, бидејќи во него има над 1400 различни супстанци. Меѓу нив најотровни се никотинот и катранот. Просечниот животен век на страствените пушачи е пократок за 10 години од непушачите. Секоја испуштена цигара го скратува животот за околу 14 минути, а на лицата кои се во близина на лица кои пушат цигари им се скратува за 5 минути. Пушачите страдат и од болести на срцето и крвните садови, како и мозочни удари. Ако сте пушач, веројатно сте се обиделе неколку пати да престанете да пушите. Овој пат тоа нека ви биде успешен обид. Ви представуваме фантастичен рецепт, а потребно ви е грајпфрут, портокал, 2 децилитри чај од камилица, 30 грама масло од јајоба и 30 грама кокосово масло, 5 грама оригано. Ова се подготвува на овој начин. Исцедете го грајпфруто и портокалот, во сад измешете ги сите состојки додека не добиете хомогена смеса. Потоа ставете ја смесата во сад, кој ќе можете да го носите со себе. Нанесете ја мешавината под нос. Само ставете неколку капки на вата и вдишувајте секогаш кога ќе добиете потреба за цигара. Чудотворен рецепт. Народен лек против кашлица, бронхитис и ларингитис. Овој напиток може да ја излечи дури и најкомолицираната кашлица која ја успева да ја излечи современата медицина. Пробајте го овој рецепт. Творците велат дека проверено помага. За подготовка на напитокот против кашлица направете го следново. Стоплете една шолја 250 мл млеко. Малку изладете. Потоа додадете лажица путер и лажица мед. Измешајте и додајте шолја изматена жолчка и 1/4 лажица сода бикарбона. Ова е многу ефикасен народен лек, не само за кашлица, со успех лечи бронхитис, ларингитис и траеитис кај деца и возрастни. Лекот се пие пред спиење, најмалку 5 дена. За возрастни една чајна лажица, за деца половина чајна лажица, а познато како одлично средство за изфрлање на шлајм.
Загрејте ги следниве состојки и испејте го во текот на денот. Половина наутро, половина на вечер. 2 лажици маслиново масло, 2 лажици сок од лимон, 2 лажици вода и 1 лажица мед. Да ги проследиме уште една соопштенијата. Се организира средсело од страна на културно-методичкото друштво Стив Наумов од Нјукастел и тоа во недела на 6 мај на денот Ѓурѓов ден. Ова средсело ќе се одржи во нашето игралиште Magic Паркот со почеток во 10 сатот сабањето до касно после пладне 4 сатот. Ќе има одлична музичка група од Сиднеј Деспина. Исто така и нашата игрорна група Стив Наумов ќе настапи со сплетови под раководство на кореографот Добре Колевски. Влезот е бесплатен, сите сте добро дојдени. Наскоро најдобриот концерт во нашиот град Нјукастел. Овој концерт ќе се одржи во нашата македонска сала и тоа во сабота на 2 јуни. Од нашата убава Македонија доаѓаат најдобрите кралот на свирката Ферус Мустафов, а со него Христијан Кико Божинов и Ристе Ристевски, победник на Гран Звездите. Картите се $40 за возрастни и за деца од 5 до 15 години само $25. За деца испод 5 години влегуваат бесплатно. За карти јавете се кај Ристо Веловски на 0414 296 910, кај Димче Андреевски 0402 523 977 и кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. А за повеќе информации околу концертот ќе најавиме во наредните програми. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Saturday same time. Good